Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Граѓаните се соочуваат со се потешка економска реалност. Трошат повеќе, но добиваат помалку. Според најновите податоци, прометот во трговијата со храна и пијалоци пораснал за 5,5% во мај во однос на минатата година, но за истите пари се купуваат помалку производи. Ова јасно укажува на опаѓање на куповната моќ, подкрепено и со инфлацијата од 4,5% за месец јуни, каде најголеми скокови има кај овошјето, пораст од 21%, а значителен раст има и кај цените на зеленчукот, лебот, млекото и основните прехранбени производи. Поскапи се и цените во рестораните, хотелите, па дури и цените на здравствените услуги. Денеска во црвена линија ќе зборуваме за тема што сите ја чувствуваме, но никој не сака да ја признае. Парите ни се топат како сладолед на жешко сонце, а куповната моќ ни се оддалечува со брзина на светлината. Статистиката вели дека имаме и трошиме повеќе, но добиваме се помалку. Од Сојузот на синдикати на Македонија предупредуваат, зголемувањето на минималната плата не е доволна мерка. Со истите пари што можеле минатата година да купат, сега не можат ни половина. Исто така посочуваат дека законот за нефер трговски практики не функционира, а недостигот на инспектори прави целата регулатива да биде само на хартија. Премиерот Мицкоски најави нови мерки многу скоро, но без конкретни датуми, износи или насоки. Додека политичарите најавуваат, а статистиката предупредува, реалноста во маркетите е секојдневна битка за основните производи. Од 2021 до денес, според податоци, граѓаните трошат 30% повеќе, а купуваат 7% помалку храна. Според статистиката одиме напред, но според фрижидерот назад. Статистиката покажува и раст на потрошувачката, но реалноста кажува нешто сосема спротивно. Трошиме се повеќе, купуваме се помалку. Па како да ја заштитиме куповната моќ? Каква е улогата на институциите во оваа приказна? Тоа се прашањата денес кон вас од црвена линија, кога сме кај прашањата, уште едно прашање плюс, кое што е анкетно и можете да го одговорите ако не следите на Инстаграм. Затоа сторете го тоа, заследете го профилот на црвена линија, паралелно со профилот на Телма телевизија на Инстаграм и по заследувањето што поскоро кликнете и на Инстаграм стори. Таму ве прашуваме. Како се справувате со повисоките цени? Имате 3 опции за одговор. Под А – штедите, под Б – позајмувате или пак под В – кратите од другите трошоци. Така да кликнете на вашиот одговор, ќе ги сумираме резултатите конкретно во издание на црвена линија и секогаш ги објавуваме сумирани во проценти. За учество во црвена линија една напомена, доволно е да се заврти телефонскиот број 023070005, да се намали тонот на телевизорот и секако со нетрпение очекуваме да започнеме оваа дискусија со вас. Во продолжение ќе го погледнеме и прилогот на Ирена Чачкова. Граѓаните оставиле повеќе пари во трговијата, но купиле помалку производи. Опаѓа куповната моќ, а тоа може да се види низ бројките на статистика. Во последното нивно соопштение стои дека во мај годинава, во однос на мај лани, прометот во трговијата на мало со храна, пијалоци, тутун се зголемил за 5,5%, но за повисоката сума се купиле помалку производи. Од ССМ коментира дека состојбата со цените одамна е алармантна. Уште во март, кога се правила корекција на минималецот, предупредиле дека зголемувањето нема да биде доволно. Сметаат дека мерки треба веднаш да се донесат со оглед на тоа што пред нас следи изборен период кој ќе закочи се. Со оние пари кои што можеле минатата година во овој период да купат, не можат ни пола од тоа сега оваа година да купат. Така да мислам дека мерките треба што наскоро да се преземат и она кажав и претходно дека ни останува само месец дена, повеќе малку од месец дена, за да потоа настанува оној предизборен мол кој што не се носат нити закони, нити се преземаат одредени мерки, така да мислам дека мора што поскоро да се донесат одредени мерки со цел на економскиот совет да се седне и да се најде одредено решение.
Дали тоа ќе биде покачување на плати, дали намалување на цени, дали царини, маржи. Од ССМ велат и дека законот за нефер практики кој се скрои донесе за да стави ред на проблемите со цените не функционира, иако очекувањата биле големи. Од институциите слушаме дека имаат многу малку инспектори кои што би можеле сето тоа да го пратат и да го контролираат. Вчера статистика објави дека инфлацијата во јуни годинава во однос на јуни лани е зголемена за 4,5%. За една година најголемо поскапување има кај овошето од 21%. Тука и зеленчукот, но се зголемили цените на лебот, чекерот, маслото, млекото, мастите, сирењето, јајцата. Поскапели хотелите и рестораните, но и здравствените услуги. Премиерот Мицкоски кажа дека тоа е заради поскапување на одредени услуги кај храната, без да прецизира на што точно мисли. Најави мерки, но точно кога ќе бидат донесени не кажа. Одговори дека ќе бидат соопштени многу скоро. Само за споредба, од 2021 до сега граѓаните потрошиле 30% повеќе пари, а купиле за 7% помалку производи. А сега ја почнуваме црвена линија со вас. Подсетувам уште еднаш за активно учество во нашата емисија, доволно е да го завртите бројот 02 307 0005. Задолжително треба и да се намали тонот на ТВ приемникот, бидејќи 90 секунди се предвидени за едно вклучување и секако да можете да зборувате без прекини, без да врват секундите, поради тоа што од технички аспект ќе имате чувство дека некој друг зборува наместо вас, нема добро да се слушнеме. Затоа ве замолувам веднаш, штом ве превземат од режија, намалете го целосно тонот на ТВ приемникот. Факт е дека трошиме се повеќе, купуваме се помалку. Како да ја заштитиме куповната моќ? Денес сакаме и како граѓани потрошувачи да ве слушнеме. Добар ден. Добар ден. Повелете, господине Роме. Поздрав. Поздрав до вас. Вака ти има. Сега помалку ќе јаме, само здравието да не држите и паметот. Тоа е најважно. Најголемо богатство е здравието и паметот. А тоа сега што нема трето држава, тоа е друго. Например, во маркетине, цените ги менуваат. Тие што работат во маркетине. Ја не сум просто, ја ги разбирам тие работи. Ќе ги мене цените. А треба да имат инспекција за да провери тука. Држава да пуштит инспектори и да проверуваат дека и мене цените сега. И носат од странство да сипани тие сите производи. Како вие лично еве се справувате со повисоките цени? Дали штедите, позајмувате или кратите од други трошоци? Па јас вака помалку ќе јадам, важно Господа ми даде здравје и живот. Тоа е најважно. А за јадење, колку што можам толку. Колку што имам. Само Господа ми даде здравје и живот и памет во главата. Тоа е најголемо богатство, памета. А парата, она јадењето, денеска ќе јаш помалу и пак ќе живееш. Така е тира. И поздрав имаш од Роме. Благодарам многу, Роме, поздрав до вас. Со вас и почнуваме со оваа црвена линија, а продолжуваме со останатите гледачи. Ве подсетувам денес, како и во секој издание на Црвена линија, сакаме да ве слушнеме, вашите одговори како граѓани и денес ке подсетам како потрошувачи. Факт е дека трошиме се повеќе, а купуваме се помалку. Па како да ја заштитиме куповната моќ? Еве како вие лично се справувате, односно како менаџирате кога станува збор за ваков пораст на цени? Дали помалку трошите, дали се наоѓате во ситуација да позајмувате или едноставно се откажувате од нешта за да можете да го обезбедите основното? Ќе слушнеме секако од вас. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас би сакал да проговорам во делот на оваа економска криза, која што ја создадува нашите политички актери во државата. Можам да кажам дека најзагрозена популација од овие економски неправилно водење се лицата со попреченост и нивните семејства. Слушам, зборувате само за храната и пијалоците. Зашто нема статистика колку медикаментите се појдени плафон цените? И дека ние лицата со попречни сакале некаде, мораме да користиме одредена медикаментозна терапија.
Лично како човек, Напоменавме и дека има поскапување ресторани, хотели, па дури и цени на здравствени услуги. Тачно. Дури како човек, како активист граѓански, имам поднесено преку одредени партии амандмани со цел да ја ублажиме состојбата кај лицата со попреченост и нивните семејства. Верувајте дека до сега ништо не е направено, само се отфрлени. Ние во моментот сме сведоци на кратење на буџетни средства кои што и то како треба да им помогнеме на лицата со попреченост. Па дури многу пожално е, тие луѓе нема право, новите корисници да барат некој право бидејќи нема пари. Замислете вие. Лицата со попреченост, тоа е наша несреќа, што се родивме од држава со пречки, а политичари со посебни потреби. Благодарам за споделеното, за учеството во Црвена линија и секако останете со нас. А ние продолжуваме со останатите. Подсетувам, доколку имате желба, секако постои можност додека трае Црвена линија, можете и повторно да го завртите нашиот број за нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Повелете. Така да си жива и здрава. Па ја, да ти кажам искрено, добро што има маркетите, без разлика која цена. Привидејки на ваков народ, ние што станаме лази, станаме сите од село градски, нога преко нога, лежи лево да те јадам, нема господице, нема никој, тај буа са вајле до вечер жабе не ни дава. Ние седеме по сенка и од телевизија на телевизија политика решаваме. Оставиме матика, фанаме политика, сите селата празни, башчи празни, па нема никој кој ќе буа жабе да јадеме. Сите лази станаме претежно, има луѓе стварно што не се способни. Али 50% што се јавуваме, ние сме способни за сопствени потреби да се храна да си произведе. А скапо ми е, оди на нивата да видиш како е. Ама политиката е битно, јас од таа партија, вај од партија, само еден со друг очи си вадат. И ние страдаме сега, ќе покаже како нема. Ако ти одговара, купи, ако не ти одговара, оди на нивата си работи, копај. Оди на дичар, тражат луѓето работници. Ама не ке да работиме, по ценка сакаме. Дедо Господ одгоре од облаците не пушта, господице, ние по ценка и ало каза, телба како се, тоа не бива. А имате убав работен ден и се најдобро. Благодарам за убавите желби и зборови, особено благодарам за учеството во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Добар ден. Ние во продолжение, додека да вклучиме нов гледач, и ве сакаме од вас и секако денес да слушнеме и ве како вие менаџирате, како се справувате со повисоките цени, дали тоа значи дека се откажувате од нешто за да можете да приуштите нешто друго, дали позајмувате или едноставно штедите. Ке подсетам дека за оваа дискусија имате и простор на социјалните медиуми, учество преку коментари и споделувања. Доволно е да го заследите нашиот профил на Facebook. Ке подсетам сега кој профилот на Телма телевизија, бидејќи Црвена линија и на двата профила секојдневно ги објавувам темите за кои што дискутира со вас. Па еве како изгледаме на Facebook. Низ овој пат фотографија, Црвена линија прашува: трошиме се повеќе, а купуваме се помалку. Како да ја заштитиме куповната моќ? Пристигаат и коментари, така да многу наскоро ќе почнеме и со читање на истите, меѓу вклучувањето гледачи во живо. Бидете активни на социјалните медиуми. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Трошиме се повеќе, а купуваме се помалку. Па нормално дека ќе трошиме повеќе за тоа што цените се многу големи. А ние можеме да купуваме се помалку и уште помалку ќе купуваме. Кога немаме собствено производство, кога увезуваме од страна, колку сакат цените, така ќе ни ги дават од страна. Колку сакат, толку ќе ни тражат. И ние за тоа има да купуваме се помалку и помалку. Проблемот у тоа што нема и да не купуваме од маркетите. До тај степен е стаксан овај народ што нема пари и што цените се многу големи, затоа што се са увозни производството, а
производство немаме ние собствено производство, за да одредуваме цена ние како што сакаме, и затоа ние секој купуваме се помалку и помалку. Значи, Вие лично, можеме еве, да си купиме се само извинувам, лед вие и лично, сол. еве, како правите? Дали трошите помалку, позајмувате? Како се снаоѓате? Па, морам да трошам помалку. Затоа што пензијата е минималните спаѓа и затоа што немам доволно средство да купувам јас. Така, благодарам за учеството и секако за споделеното со гледачите на Црвена линија. Ние ќе потсетиме дека од Сојузот на синдикати на Македонија и предупредуваат, велат, зголемувањето на минималната плата не е доволна мерка. Со истите пари што можеле минатата година да купат, сега не можат ни половина. Па еве како да ја зголемиме куповната моќ според вас? Дали ви се чини дека трошиме се повеќе, а купуваме се помалку? Како вие лично успевате, менаџирате и секако еве обезбедувате тоа што е неопходно? Дали штедите, дали позајмувате или едноставно се откажувате од нешто со цел да можете да купите нешто што е приоритет? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па, животот ни е се поскап и поскап. И сето тоа зависи од владата, од никој друг. Таа е таа што наводно ги регулира цените, еве го Мицкоски повторно планира нешто, некои лимити да клава, кои што одат во прилог нивни, во прилог на маркетите, маркетите, газдите на маркетите се од ова влада, значи припадници на ова партија, така да. Тие печалат за нешто, а тие 7 години што беа пред овие година-две, тие беа златните години. Златните години. Покрај 7-3 светски кризи, ние поминавме, сепак преживеавме. Таа влада му се спротистави и на здравството, и на светска сила. Сите беа светски кризи. И на светската економија, и на енергетиката. Поминавме, значи, господски, што спрема ова, што вребиме сега. Сега е на пазар да не излезе човек. Сега сме сретото. Имаме наши производи, а нашите производи се изгор скапи. Значи, зеленчукот, изгор скап. Значи, не се купува ништо. Луѓето се чудат, вртат низ пазарот и се чудат што да купат и колку да купат и дали да купат. Благодарам за споделеното во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Ве префрлам сега малку на Facebook, пред да продолжиме со вклучувањето на вас во Црвена линија. Ќе започнеме со коментарот на Лидија Станковска. Еве, господја Лидија што напиша: не купувам ако е скапо. Или овоше е само 2 јабучиња, 2-3 кајсички, колку за истав. Нема купување по кило како порано. Трошиме се повеќе, а купуваме се помалку. Како да ја зголемиме куповната моќ според вас? Како вие успевате, како менаџирате? Дали тоа значи дека трошите помалку? Дали тоа значи дека позајмувате од страна? Или едноставно кратите од други трошоци? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Добро, не сум ја. Намалете го тонот на телевизорот. Затоа мислите дека некој друг зборува. Јас сум го намалил тонот, ама вие не ме уклучувате. Ама ве слушаме веќе. Повелете. Дали ме слуша гледачот мене? Па ја ве слушам, ама... Одлично, ве слушаме и ние вас. меша. Не, ве слушаме. Ве молам да го вратиме тајмерот за гледачот, да му дадеме шанс. Добро, во ред, овака, Ајде. добро, грешка е. Во ред, извините. Овака, трошоците се зголемени, тоа е нормално, затоа што се е поскапено за 100%, а господинот Мицко, кој што ги покачи апанажите на 10.000 евра да им дава на Фрчко и ова и оно што се вратија од транспорт, и нивните плати по 10.000 евра, а вие платите или ние пензиите
никакви. Тоа се не знам што да кажам, не можеме да искочиме на крај, нити да купиме, нити да платиме ништа со овие нивни 18.000. Што се 18.000 кога за време на Грујо беше 44 денара горивото, а сега 80 денара гориво. Еве како вие лично се справувате? 10 денара, млекото беше 10, јогуртот беше 12 денара. Вие еве како успевате да се справите? Трошите помалку, позајмувате, кратите? Никако не можеме да пазаруваме, нити можеме да пазариме, немаме пари. Едноставно нема пари. За купување пари нема. Благодарам за учеството, за одговорите и она што го споделивте со сите нас. Продолжете да не гледате останатите кои што може би полесно ви е да функционирате преку одговори дадени како коментар на Facebook. Повторувам, заследете го профилот на Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Објавена е темата и секако и на Facebook и овде во живо на телевизија Телма Црвена линија денес прашува. Трошиме се повеќе, купуваме се помалку. Како да ја зголемиме куповната мок? И сега кој ве споделете како вие менаџирате, маневрирате подобро да речам, дали трошите помалку, дали се откажувате од одредени нешта или едноставно позајмувате. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Мислам се слушаме, така? Да, повелете. Еве вака. Јас сум пензионерка, со 28.000 пензија. Семејството сите работат, за разлика од минатоста. Возрастна не сум, туку сум стара. И ќе објаснам. Не да ги шетат пазарите, да ги прешетат полињата, нивите, да видат што е засадено, кој работи на тие ниви и од каде чекат производи. Мислам сум јавна. Во моментов сега, повелете, кога сакате, Телма ми е љубимец, јас дома имам Макдоналдс, имам нане, имам морков, во Сакс имам домати 10, на 10 места под овако, веќе сега се вцрвенува, во 100 квадрати куќно место, имам пипер, значи засадено, 10 лозинки корења, 4 јабокничина, секоја сабајли си собирам една рака јаготче, малинче и така натаму. Значи сум стара, 86 години, со проширено срце. Нашите граѓани македонци, слушам што кажуваат, посебно тие што се доселени од селата, јас сум селанка, родена в село, учителка в село 20 години, 20 во Битоле и така натаму. Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Да ни бидете здрави и живи, бидејќи ве ни откривте навистина во поприлично возрастна жена, која што кажа дека сама одгледува се и ете така некако менаџира за да има доволно за да функционира, односно да се храни. Ке напоменам, со оглед на тоа што во Црвена линија се предвидени 90 секунди за едно јавување. Еве, ако ме гледа и слуша господјата, слободно завртете го повторно нашиот број за да добиете нови 90 секунди и секако да се надополните и доискажете. Затоа и го објавуваме тајмерот на екраните за да имате нели увид колку секундите одминуваат во излагањето, за да не биде дека намерно ве прекинуваме. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Сакам да прашам нешто. Добар ден. Добар ден, ало. Повелете, ве слушаме. Ме слушате? Да, повелете. Убаво е што ме слушате. Сакам да кажам дека трошиме помалку, купуваме се помалку. Не е точно. Кога имаме пари да купиме, имаме да закупиме се што сакаме. Македонија е богата. Луѓето само неколку мина кај се јавуват кај вас и кај нас се јавуват во Канал 5. Сакам да кажам дека тие луѓе лажат. Имам бе.
Имаат, сите македонци имаат. Да немаат, нема да се јавува кај вас. Верујте ме дека имаат. Имаат и тоа, ова ефтинове, кога помислам некои работи, се скапи, не викам да не, ali некои работи се ефтини. Не знам, се чудам сами од себе си, од кај ме тоа да се жалат. Ја не треба да се жалат тие. Треба да се фалат. Вовче живеат добро. Што дошли да живеат од село град? Просто на село има се. Ама е така сакат. Толку време. Благодарам за вклучувањето, го цениме вашето мислење, продолжете да не гледате. А ние продолжуваме секако со вас да слушнеме, еве дали некој од вас може би навистина смета дека нема покачување, дека се има, се може, или пак едноставно еве имате впечаток дека се троши се повеќе, а се купува се помалку. Односно како да ја зголемиме куповната моќ, прашува Црвена линија денес. Добар ден. Добар ден. Повелете. Точно е тоа. Јас се слагам со сите три опции и сите три опции ги обстанувам. И трошам многу, и штедам, и позајмувам понекогаш. Што е скапо, скапо е. Не можеме да обстаниме, меѓутоа ако треба 3 пати на ден, еднаш на ден ќе јадиме, само да сме здрави и живи. Јас сум со голема фамилија, со дечиња, со внучиња, со све. И сега кога треба некој пат, а што се скапи цените, скапи си се, во Охрид скапи се. Не скапи, него прескапи. Што некој нема ни лепче да касни, некој не може ни карпуз да јади, ништо. Ама јас, ако немам, некој пат ќе позајмам, па ќе вратам, некој пат заштедено ќе купам нешто што ми треба. Значи, како можеме еве да зголемиме куповната моќ? Па не можеме со една социјална помош што ќе зголемиме, меѓутоа фала му на Господ и тоа што е само, пак еве ќе речам, здрави, живи, весели да сме, помалце ќе јадиме и така натака. Од мене тоа е. Добро, благодарам многу за споделеното, за учеството во Црвена линија. До сега еве можевме да слушнеме лепеза, различни одговори, секако различни видувања во однос на тоа како можеме да ја зголемиме куповната моќ. Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија. Куповната моќ зависи од тоа колку ти е платата. Ако имаш голема плата или голема пензија, немаш гаје за цените. Ама тие сега што зимаат, например, 10.000 или 100.000 пензија, предпоставка карикирам, тој ќе му, ако се му качи 20%, тој ќе зима 20.000 пензија ќе му се. Тој што зима 10.000, 20% ќе земе 2.000. Значи богатите уште побогати и да останат, значи ќе нема сиромаси. Сиромасите ќе умрат. Пошто ќе умрат сиромасите, ќе останат само богати. Значи по нова година нема да има сиромаси. Од друга страна, тука на друга тема актуелна, ако дозволите секунд само. Во Гевгелија ги фатија водите од што е најголемото богатство горе во Кожув, и градоначалникот не дојде, а тој поврзан изгледа со Мицкоски и ја уништува најважниот ресурс за живот, молам, удителка, значи водата. Ќе правеле хидроцентрала, на мајка му ли е таа, бе? И овој градоначалникот не дошол, биле повикани, таму штрекиваат луѓе. Сакам да ви кажам за актуелни теми да даете. Па зборувавме за водата и тоа ми се чини во понеделникот, ќе ви покажеме секако. Да, сакам да ви кажам и борба против дрогата, а не против пушењето. Такви теми да давате, актуелни. Денеска идентитетот не бил признат во Европарламентот, ни јазикот, ни ништо. Ние сега што трошиме. Кој има, кој умира. Благодарам многу за споделеното, благодарам и за укажаното што се однесува до водите. Јас секако ќе ве префрлам на Facebook и токму за гледачот еве ќе покажам дека навистина
Ние вчера зборувавме како општество ја цениме ли водата како суштински и ограничен ресурс. Тоа беше темата. Сега го Црвена линија се внимателно следи и не заборавајте, секогаш имате и telma.com.mk да се информирате целосно, брзо, навремено и квалитетно. Денес секако не можевме да прескокнеме бидејќи граѓаните се оние кои што се важни за земјата. Граѓаните се среќни кога знаат дека немаат притисок, имаат можност да си приуштат и купат, особено на трпезата за своите семејства и блиски, да можат да овозможат да има она што треба. Но факт е дека трошиме се повеќе, а купуваме се помалку. Како да зголемиме куповната моќ? Добар ден. Добар ден. Повелете. Како да зголемиме купуваната моќ? Никако. Со 8.000 на социјална пензија, како ќе направиш? Сега што живееме на село, има нешто наш производ и со тоа цело лето од нашите производи живееме. Иначе да купуваш, ови другите пари ги имаме за лекарства излагат, двајца сме јас и жената и работиме на стари години, станавме земјоделци. Од зорт, од мака, не од што сакавме. И никој не спомнува дека ќе има социјална да поможе, ќе се покачува 100 денари. Ни страм, ни перде. Никако да се зборуваат некојаш, ни по медиуми, ни од министерства, ни од премиери, или дека беше Зоран Заев овој предлог и неќе да го спомнат и неќе да ги покажат, што е проблем, не знам. Значи, сварно ова е абсурдно. Значи, воопшто не му интересира за социјалните луѓе што земат социјална пензија. 8.100 денари. 7.900, колко и то 200 денари за 2 години покача. 100 денари годишно. Кажав, фала Богу што сме земјоделци, село живееме, имаме наш производ, иначе маф не беше работа. Толку од мене. Благодарам за јавувањето и за она што го споделевте од ваш агол со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па вака сега, за да се зголеми куповната моќ на населението, значи прво тоа се прави со зголемување на продуктивноста во земјата, односно со долгорочно стратешко планирање. Таа нема да се зголеми доколку само едноставно се покачат платите. На прв поглед, луѓето би живееле као условно речено малце подобро, меѓутоа тоа ќе доведе до инфлација и ќе доведе до намалување наместо зголемување на куповната моќ. Значи, потребно е системско вложување во подобрување на ефикасноста и на продуктивноста на трудот за да се зголеми куповната моќ. А со тоа и нели нормално квалитетот на животот. Зашто квалитетот на животот подразбира не само храна, и социјални услови и други многу фактори кои што влијаат. Македонија генерално иде у тотално погрешен правец. Значи, тоа е од една страна се тие задолжувањата кои што се неконструктивни, безвезни. Но друга работа нема, владава очигледно и тие сега и тие претходно немаат економска стратегија. Има затоа економијата какви реформи треба да се направат за да може, како да ви кажам, да се зголеми таа продуктивност, значи отварање на нови работни места, не квази сега што се прави. Така да проблемот е во начинот на кој што се води оваа држава. Благодарам за учеството. Подсетувам, 90 секунди се предвидени за едно вклучување, но јавете се повторно секако додека трае Црвена линија, сте добре дојдени и секако да добиете нови 90 секунди. Продолжуваме со вас. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Да, сега дома. Да, затоа што ќе имате чувство дека не сте вклучени, а ние веќе ве слушаме. Се слушаме? Да, одлично, повелете. Одлично, продолжувам. Во оваа сезона не може да се намалат производите, затоа што во моментов во Варшава, што имам јас и што имаат моите соработници на поселата и така натаму во Битолскиот крај, сега се во цвет пиперите. Значи сега цветаат. Никогаш немало пиперка, домат, грашок, мешунка во овај период.
после 15. јули ќе имаме домашно производство во нашата Република Македонија. Тоа е едното и второто. Суша, се уште вода нема пуштено по земјоделските ниви, по башчи, по овошни градини и така натаму. Трето, во последно време фате еден ветер како север, да речам, јас покрив 5 јабокници, мали јабокцина, имаат по 20 до 30 јабокца, грозјето 10 корења има, меѓутоа ќе нема јаболко да се скини, нека ме слушаат купувачи. Затоа што ги условаме, ги пониште, кај сијата не роде ни една кај тија. Значи, затоа вака се цените се од увоз, керко, од увоз. Колку што сака ќе ти го дај оттаму, трговецот колку што сака маржа ќе си крени. Така, благодарам и вам за споделеното. Продолжете да не гледате и само внимавајте на тајмерот. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во црвена линија. Може ли на ван надвор темата? Вчера вртев на вашиот телефон, што го имате дадено на тоа, не се јави еден, ми даде некој број, само тинци, не се јави никој. Сакам да сообштам нешто за новинарите, за Лубевска или било кој. Дали да ви објасним прво што е. Од Тетово до Јажинце на патот, на подрачје на општина Тејарце, именно село Непроштено. Има улично осветлување на путот што води од Тетово до Јажинце. Ме слушате? Внимателно продолжете. На 25 бандере има албански знамена закачено од 28 август лани. И никој ништо не трза. Ќе падне некој, ќе се од тоа вржани со селотейп од изгој, ќе падне на едно, другиот ден гледаш пак го закачиле. Никој не поведува расум дали е тоа ова Албанија, дали е Македонија. Држава смо или што ли смо? Во ред, а дали може и за да ни дадеме насока на гледачите дека тоа е темата за која што зборуваме денес? Еве, вие лично како граѓанин, како можеме да зголемиме куповната моќ во однос на растот на цените? Како вие менаџирате? Никако ќе зголемиме. Јас сум пензионер, нема шанса, се покачува 2000 пензијата, све друго отиде по 10.000. Денес ден, како иде време, јас све сум од кој сум излезен у пензија, сум све по-беден. Така, благодарам за споделеното. И секако да се навратиме на темата која што денес е централна и главна во црвена линија, како потрошувачи, како граѓани ве прашуваме. Како да ја заштитиме куповната моќ, да ја зголемиме со оглед на тоа што трошиме многу, но сепак купуваме малку. Добар ден. Добар ден, Раде Василев од Кавадац. Повелете. Вака се трошиме повеќе, купуваме помалку. За да се направи обртно, треба прво оно што го имавме ние ефтино кај нас во Македонија, што се произведувавме, што се палиме со него, тоа беше на нашето градинарско производство, зеленчукот, нашето овошно производство и нашето царско производство, кои што можевме да се пријуштиме да си ги купуваме секој ден тие работи. Сега и тоа не можеме да го купиме бидејќи е многу скапо. Се направиме на компарација на споредба грците, бев во паралија на одмор. Домати килограм 100 денари, кај нас домати килограм паралија 60 денари, 1 евро. Праска 100 денари, среше да не правиме 300. Тамо банана, кајсија, праска се по 1 евро. И сега, кои се нивните премии, кои се нашите премии? Зошто е скапо ова наше земјоделско производство сега? Затоа што е скапо. Она што се произведува, пример што треба да го произведеме, што треба да дадеме за него. Вештачки џубрива, семејски материјали, заштитни средства, се е од увоз. И тоа увоз преко 3-4 раци што поминува и се дуваат цените колку што не треба. Тука мора да преземе нешто државата, организирано тие такви помошни репроматеријали да ги снабдува таа. Една рака да поминува, да не одат по 5 раци, за да имаме скапо производство. Ние со тие такви производи се фалевме и можевме да си ги купиме сега. Нашето не можеме да го купиме што го купувавме порано. Гледам времето поминува,
другиот дел друг пат ќе кажам нешто. Благодарам за оно што го споделивте, на што сте биле еве сведок кога сте биле на одмор, така да еве направивме една преку гледачот и паралела на какви цени всушност какви цени начекал кога бил на летување. Ајде да ве заслушаме сите вас, постои ли можност еве да ја заштитиме купувната мок, да ја зголемиме, се разбира. И како успевате, еве, како менаџирате, маневрирате со оглед на тоа што еве некои можеби од вас и штедат и позајмуваат или се откажуваат од други трошоци. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Убав ден, Тина. Поздрав од Битола. Поздрав до битолчани од Црвена линија. Ќе ви кажам јас нешто поинаку. Ова држава 35 години прво се плячка, се искраде и се испусти. Каде е нашиот зик? Јас работев во зик Пелагонија, кај што се произведуваше од игла до локомотива, да речам. Што немаше од овоштие, од месо, од млеко, се. Каде е зикот? Тоти никој не зборува за зикот. Ние бевме во службите, по еден месец секоја сезона излегнувавме да работиме и наполе. Тогаш имаше се. Каде е зикот? Сега го спремат за депонија зикот. Шо е ова? Никој ништо не кажува. На сите му забрани господинот Мицковски да не зборува, да не ја дојсат депонијата од 18 општини. Како брево најплодното земјиште кај што се произведуваше најдобрата шеќерна репа, најдоброто жито, јачмен, па не знам што друго се произведуваше. Каде е зикот? Никој не кажа што се стори со зикот. Јас работев толку години, сега сум во пензија. Благодарам за учеството и она што го споделивте како ваш одговор на денешното прашање. Еве еден коментар уште на Роза Темилковска, која што напиша: нека се живи ДПМНЕ, нека уживаат во парите, другиот народ ќе јаде еднаш во денот, срам да му е што ветуваа, што ни пружија. Ние секако време да ги погледнеме рекламите, но не го менувајте каналот, останете со Црвена линија, по рекламите ќе ги соопштиме и резултатите од денешната анкета. Да погледаме како оние кои што не следат на Инстаграм одговорија на денешната анкета. Подсетувам, за следете на Црвена линија Телма телевизија, учествувате во утрешната анкета. На ова денес на прашањето како се справувате со повисоките цени, еве како се одговори. По да штедите одговорија 36%, под Б позајмувате 0%, под В кратите од други трошоци 64%. Тука останува секако да ве поздравам, да ви посакам убаво попладне, да продолжите да гледате Телма. Се гледаме утре секако во новото издание на Црвена линија. Не заборавајте и telma.com.mk, кликајте и информирајте се. А она што следува секако е да се кажеме со Горан Петревски. Довидување од мене.